Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Плачеа деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе замолам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител вие. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. И добро вечер, почитувани гледачи, по еднонеделна пауза од прашањето ми е следно, се враќаме вечерва со нас во студиото еден од најрелевантните, да речам, коментатори на економскиот или на финансискиот систем во Република Македонија, човек со многу интересно CV од заменик министар за финансии преку пратеник во Македонското собрание до еден од најуспешните бизнисмени во Македонија, човек кој што слободно можам да кажам меѓу бизнисмените редок патриот или македонист, човек со кој ќе дискутираме актуелна ситуација во Македонија, ќе продискутираме на сите актуелни теми, но најважно е оно што ќе дискутираме е економскиот колапс пред кој што се наоѓа Република Македонија. Со нас вечерва добро погодувате господинот Зоран Витанов. Господин Витанов, добро вечер. Добро вечер. Ти благодарам за ова убава најава. Јас само кажав тоа што е вистина. На почеток да почнам со она што е најактуелно во последниве неколку месеци, а тоа е пописот во Република Македонија. И постојано ја слушаме владата, премиерот, сите представници на владеачката гарнитура како не убедуваат дека треба да се попишеме, дека тоа е многу важна статистичка операција, особено важна заради планирањето на економијата, заради бизнисот, бизнис заедницата и треба тој попис. Функционирате ве со пописот од 2002 година? Па добро. Или мора да се направи? Што толку ќе смени пописот? Тебе да... Не, вака, ние секој дека не функционираме со податоците од 2002, бидејќи не се релевантни веќе. Но би сакале да има. Јас не го спорам моментот дека попис треба да има за да имаме информации. Меѓутоа, во овој момент јас сум против пописот. И не заради ковидот, нели? Многу луѓе кажуваат ковидот вака. Мислам дека тоа е само изговор. Треба честно да си кажеме, јас не верувам во попишувачите. Кога е политички поставен попишувачот, па кога има услов дека ако не ми се допадне, можам заменикот директор на статистика даде некоја таква неекономска изјава и се што е неекономски, а стои зад плаштот дека на економијата и треба, е демагогија. И од тој аспект јас не го поддржувам пописот и од тој аспект јас нема ни да ги примам попишувачите, не толку заради ковидот, иако и тоа си има некоја мала причина, туку заради тоа што се тие нерелевантни, они ќе манипулираат со тие податоци. Поопасно од економијата, кога нема податоци, е да има погрешни податоци. Затоа е многу важно, подобро е да нема, да ставиме релевантен попишувач. Било кој трговец прави попис. Значи секој трговец, особено оној кој што има фреквентна продажба, особено оној што работи B2C, business to customer, нели до краен потрошувач, задолжително прави попис. Ама што мислите, собственикот на фирмата, акционерите, акционерско собрание, дозволува било кој да ги попишува? И дали ако менеджментот каже доколку не излезе вака и вака, пописот нема да го признаеме, дали акционерско собрание ќе прифати такви попишувачи? Дали ќе влезе во операција која што троши време и пари, ако однапред знае дека се нерелевантни попишувачи? Така да јас од тој аспект овој попис исто го игнорирам, како што своевремено го игнорирав и референдумот. Дури не го ни бојкотирам. Оти да го бојкотираш, значи дека да му се спротивставуваш. Но јас не му се спротивставам на нешто што е нерелевантно. Како може да се спротивставам на нешто што е нерелевантно? Исто и во бизнисот. Не се спротивставувам на нерелевантни работи, на нерелевантни коментари.
Така да го Знаете зашто ја игнорирам. прашувам? Мене ми се интересно и изјави на господинот Зоран Заев кој што вели прво велеше да влезе да го сменим името, ќе влеземе во НАТО, ќе влеземе во Европска унија и потоа ќе почне да доаѓаат Google, Microsoft, Facebook, ќе има инвестиции, ќе има бум на економијата и слично. Не се случи тоа, сега требало да има и попис. Сега новата причина за недостојгот на странски инвестиции Што е нема немањето попис. Нема врска. Од тој аспект го Па ние немавме попис ни кога дојдоа сите странски инвестиции, кога дојдоа Браун и Рут, кога дојдоа, како се вика, Кромбер, Шубер, да не ги набројам сите, и тогаш немавме попис па дојдоа. Тоа нема врска едно со друго. Значи нема врска. Ви кажав, подобро е да немаме податоци, отколку да имаме нерелевантни податоци. Пазите, бизнисмените кога прават истражување на пазар, било каде во светот, најмалку се базираат на официјалните статистички податоци. Не, знаете зашто ме потсетив на овие изјави на господинот Заев дека кој што набедуваше ако влеземе во НАТО, во Европска унија ќе добиеме странски инвеститори. Се подобри ли климата откако бизнес климата? Се влоши. Откако влеговме во НАТО? Не, се влоши. Климата се влоши, но не заради НАТО. Се влоши затоа што ние цело време нерелевантни луѓе поставуваме на релевантни позиции. И се додека тој тренд трае, ние у 100 НАТО да влеземе и 100 натовци да влезат у Македонија и да влеземе во Европска унија. Поентата не е ние да влеземе во Европска унија. Поентата е критериумите на вредности на таквите системи кон кои што стремиме, првен да ги поставиме кај нас, а потоа тие ќе не побарат. Норвешка и Швајцарија ги молат да бидат членови на Европска унија. Европа ги моли нив. Не затоа што се Норвешка, затоа што имаат ред и поредок внатре во држава, имаат критериум на вредности. Што се однесува до претходното ваше прашање, сакам уште нешто да наполнам. Демек заради пописот нема странски директни инвестиции, дека ако се попишеме сега ќе влезат. Па да се навратиме на основната изјава, кога јас престанав да слушам што зборува актуелниот премиер Зоран Заев. Тој на момент пред уште кога беше опозиционер, он доби гласови со следната реченица: додека дишам и додека ме држи памет. Внимавајте, ова се многу тешки зборови. Додека дишам и додека ме држи паметот. Нема никогаш ерга омнес да сменам име со промена на устав. И верувам дека не постои македонец и македонски политичар кој што додека го држи паметот ќе го смени уставот во интерес на промена на име. И тоа е многу логична реченица. Зошто? Оти ние имавме политички консензус по однос на тоа прашање. Како што мислите дека ќе има и сега за пописот? Вака. Од тој момент натаму, јас престанав да му верувам на Заев, не од тој момент му верував, бидејќи навистина е така. Додека дишеме и додека не држи паметот, кога имаш национален консензус, не го прекршуваш. Оти дефиниција за предавство е прекршување на национален консензус. Тоа не е моја дефиниција. Тоа е дефиниција на светската наука. Сега, утре дента после изборите. Он уште дише, фала Богу, и му посакувам да дише уште 100 години. Ама со паметот. Веројатно не го држи паметот. Или, да кажеме најразумно и најтрезвено, не е негова агендата. Затоа он едно кажува пред, а потоа прави друго. Очигледно спроведува туја агенда. Оти верувам дека паметот го држи. Премиер ни е. Сега, кога човек спроведува туја агенда, која што е антимакедонска, зошто тврдам дека е антимакедонска? Затоа што скрши консензус. Кој би имал интерес? Не знам. Чија агенда би била таа, чиј што интерес е да се скрши македонскиот национален консензус? Грчка очигледно да. Не знаевме, наивни бевме, не верувавме, барем јас бев наивен за бугарската, испадна дека и бугарска е. Се уште сум наивен за тиранската платформа, ама испаѓа дека е тиранска. Се уште сум наивен и за србите, ама веројатно монета за подкосурување е идеална Македонија за компромис на Косово. Но не е македонска. И овде кога зборам за македонска, зборам за не само национална македонска, иако тоа ми е пред се сега во овој момент кога зборам, туку и државнотворна и уставотворна македонска. Асномско македонска. Сега, пак се враќаме сега на економијата, оти за тоа сум председател. Меѓутоа во економијата владее многу повеќе здравиот разум отколку во политиката. Оти во политиката може да излажете. Туги пари ќе изгубите. Но во економијата не смеете да излажете. Оти сопствени пари и сопствен углед губите. Сега, кога се враќаме за пописот дека ќе дојде
ќе дојдат странски инвестиции кои ќе има попис, а пописот треба да ни го спроведе, не знам, Артан Груби, подршка ни дала Косово, што има тоа нема блага веза со нас. Пандели Мајко, Пандели- Еди Рама. Статистиката е наука. Статистиката не е политика. Тоа зборува дека човекот повторно спроведува туѓа агенда. Второ, кога сите рационални луѓе од областа на статистичката наука укажуваат дека нема услови за спроведување на попис, јас како економист цело време попус ми доаѓа да кажа, а он упорно го прави и влегува во контрадикторност дури и со медицината, јасно е дека повторно е туѓа агенда. Па извинете, ако ние не научиме да си ја чуваме собствената агенда, па тогаш не ни заслужуваме ништо. И затоа од тој аспект јас го игнорирам. И јавно кажувам, моето семејство нема да се попише и немојте во мој приватен дом попишувачите да доаѓате. Немате што да барате, ова не е направено ни по економски, ни по статистички, ни по научни стандарди. Господин Витанов, ме интересираше вашето мислење првично за економијата, за финансиите, за монетарниот систем, додека се распаѓаме по шалови, буквално економијата се распаѓа по шалови, ние немаме капитални инвестиции, некаде 22-3% е првиот квартал, ако не се лажам и помалку можеби е реализацијата на капитални проекти. Минатата година имавме 30-35% реализација на капитални проекти од буџет. Задолжени сме 7 милиарди евра надворешен долг. 70% е прв пат задолжеността на Република Македонија. До сега не сме имали толку. И 7 милиарди, само довршите го прашањето. Да, 7 милиарди, токму тоа ми беше 7 милиарди е надворешниот долг за внатрешниот долг. Никој не зборува. Тоа сакам да ви кажам, само внимавајте. Ние должиме 7 милиарди кон надвор. Никој не спомнува, ниту една политичка опција, ниту еден човек, ниту еден стручњак, ниту од комората, ниту од економијата, ниту од науката, не спомнуваат за задолженоста на државните институции. Знаете ли колку е долгот на јавните предпријатија во Република Македонија на локалната самоуправа? Знаете ли колку е долгот на државните институции во Република Македонија? На збирно кој ќе собереме 2 милиарди се собира. Долг кој што државните институции должат, а не се бројат во тој долг кој што ние сите го гледаме кон ММФ, кон меѓународните институции. Значи, Македонија е многу позадолжена отколку што мислиме. И само во превод да кажем, немојте да мислите дека долгот ќе го плати некој друг, освен оној што има македонски пасош. Граѓаните на Република Македонија, имам чувство, кога гледат за задолженоста вести, се згрозуваат милион пати помалце, отколку кога гледат вести дека, не знам, нема направено канализација во некое село. Што исто така е срамота за 21 век. Ама ако се згрозуваме за тоа што немаме канализација, милион пати повеќе треба да се згрозуваме за долгот. Од Република Македонија има еден многу сериозен структурен проблем. Како систем, како фискален, економски, монетарен и финансиски систем. А тоа е дефицитот кон меѓународната трговска размена. Република Македонија е енергетски зависна земја. Беше извозник на храна, сега е екстремен увозник на храна. А храната е исто енергија. Ако знаеме дека ние сме енергетски зависна и увозно зависна земја, нето приливите од државата секој се повеќе од нето одливите од државата секојаш повисок, драстично повисок од приливите. И ако ги земеме тие два фактори, големата задолженост и големиот дефицит во меѓународната трговска размена, ние доаѓаме до сериозна безперспективност како економија. И ако не се свртиме кон економијата, ако не се свртиме кон внатрешните ресурси, ако не се свртиме кон критериум на вредности во политиката и во економијата, ако не почнеме да поставуваме луѓе кои што прават вредности, кои што креират вредности, а не оние кои што трошат вредности, ние колку сакаме можеме да зборуваме, на крај граѓаните ќе мора од джебот да го платат тоа што го должат. И што е уште поинтересно, се уште ги слушаме владините представници кои што од 2015, 14, 13, па и добар дел 16 беа опозиција. Уште ги слушаме како зборуваат дека странските инвестиции кои што се случувале во периодите кога тие беа опозиција се лоши, а странските инвестиции де факто се единствените кои што генерираат Извоз. Да, тоа јас сум го зборел и мило ми е што тоа го сега го потенцирате, оти тоа е вистината.
Јас бев голем критичар на претходната Знаете влада. зашто го спомнав ова, сега ќе ве прекинам малку. Ние имавме ситуација во која што оваа влада сега се фали со 700-750 милиони странски инвестиции, од кои што, но забораваат да кажат, дека од тие 700-750 милиони странски инвестиции, 680 милиони се реинвестирана добивка на овие компании кои што во 2011, 12, 13 до 16 биле странски Ќе инвестиции. ги збуниме гледачите ако одиме во методологијата на пресметување што влегува во странска инвестиција. Не, јас затоа ја што не. симплифицирам. Да. Само сакам да кажам дека А уште поголема симплификација е. Ништо нема донесена странска инвестиција во последните 3,5-4 години колку се на власт. Ама ништо. освен една, она американската за марихуана. Добро, тоа е дискутабилно од друг аспект. Да, освен тие со марихуаната. Ама тоа треба да се прашаме зошто во Македонија тоа се случува, не се случува во другите држави. И зошто баш марихуана? И како не третира светот со тоа? Ама тоа е друго прашање. Тоа е друго прашање. Јас бев голем критичар на претходната влада за задолжувањето. Многу голем критичар, јавен критичар. Излегував по медиуми Македонија да направи мораториум на задолжувањето. Сум зборел, дури и лично му се обраќав на претходниот премиер Груевски да престанеме со задолжувањето. Сега, дури кога беа опозиција СДС, лично Заев кажуваш дека ќе стаи мораториум на задолжувањето. Што ми се допадна таа негова изјава тогаш. Но сега не само што не ставија мораториум, не само што нема дебати, не само што не е транспарентно, туку е тотално, ама тотално галопирачко. Единствено негде кај што блескаме по порастот на тие бројки. Македонија се задолжува како Блескаме и по никогаш. една друга бројка, господин Витанов. Зборам за економија. Токму во економијата збораме, блескаме и во она кај што има размена на пари се економија, тука е сивата економија и корупцијата. Македонија е на историски највисоко ниво по перцепцијата за корупција или најниско да кажам. Никогаш не за била, корупција. да. И пази, тоа се меѓународни угледни институции кои што тоа го кажуваат. Јас сакам тука да апелирам нешто, еве ако ме слуша премиерот Заев, ако ме слушат министрите за економија, за финансии, нема што да им се обраќам, бидејќи СДС ги остави на ДУИ, по тоа гледам и колку СДС. И тоа ми е доказ дека немат агенда да ја оправат државата. Добре, туку имат... единствената агенда е сега 900 милиона се задолжуваме со една еврообврзница за Не, сакам да кажам, партија што дошла на власт и што има премиер да не ги држи ресорите економија и финансии, не поемливо. Нелогично. Нелогично. Они ги оставија на ДУИ, а каква партија е ДУИ, сите знаат. Не, општо познато е дека оној кој што шефува со владата е практично министер за финансии. Меѓутоа, па нормално, да, така е. И sad друго сакам тука, еве апел, кој да е, или идна влада што ќе дојде, секој што има разум. Ако сакаме да се бориме против корупцијата, ако си ја сакаме иднината на децата, тоа веќе нема врска со политичка опција. Апелирам да не може да учествува на тендер, на државен тендер, каде што јавно предпријатие, држава, министерство, државен орган спроведува тендер, да не смее да учествува фирма која што не остварува од пазарно стопанисување повеќе од 70% од годишните приходи по завршна сметка. На тој начин ќе знаеме дека пазарни фирми кои што обстојуваат на пазарни услови учествуваат во тендери. А сега ќе му текне на Витанов Трейд, Витанов Комерц, Зоки енд Френдс, На Рашковски Комерц. Рашковски, еве, не знам како му се вика фирмата. Не знам како сега фирмата. Он е стробичанец, ама еве ние не сме. Еве не знам, јас не ги знам деталите тоа, не го познам. Иако сме стромичани, прв пат чув за него кога влезе во владата. Не може фирма која што не учествува во приходите на пазарни услови да учествува на државен тендер. Меѓутоа, знаете ли што е тука проблемот? Проблемот е што сите политички партии доаѓаат на власт не да спроведат програма и да направат развој, со чест на мали исклучоци. Доаѓаат на власт токму заради тие тендери. Они не доаѓаат на власт за да се борат против криминалот, туку доаѓаат на власт за тие криминалци да ги тргнат за наши криминалци да си поставиме. Јас тоа го видов, јас бев и во извршната власт, бев и во собранието. Мајндсетот, начинот на размислување на актуелните политички партии е таков без исклучок. И ако ние не го смениме тој начин на размислување, нема иднина. Оти, со овој начин на размислување, ние се доведовме во прашање, пазите, држава што има 4 годишни времења. Држава што во секој месец во годината, самата земја, дури и кога не одгледуваш раѓа храна, да биде сиромашна. Ние да имаме луѓе кои се на рап на екзистенција, да имаме луѓе кои што живеат со $1-2 на ден,
Па тоа е јасно дека е крадена таа држава. И можам да ви кажам дека сме екстремно богата земја, што ми после 30 години мито и корупција кој што напредува неверојатно постојано со секоја влада, уште обстојуваме. Тоа мене ми дава надеж. И затоа излегувам, и затоа зборам за економија. И затоа останав да живеам во Република Македонија. Затоа што овде имаме потенцијал, но човечките ресурси треба да ги смениме. Без човечки ресурси нема да ја правиме. А еве овој метод, ако ме слуша некоја разумна политика, нека го стават во програмата. Само на тоа ќе добијат многу гласови. Зошто? Оти пазарна фирма која стопанисува со пазарни услови и роден брат ми да ја води, а ако јас сум премиер, ако пазарно обстојувала, логично е да победи на тендер. А не фирма што вчера е основана. И за сите се правиме будали. Знаете како, многумина од гледачите верувам дека ќе најдат контрадикторно овие ваши ставови од аспект на тоа дека вие критикувате економските политики на државата и долгогодишната корупција во земјава и тоа е контрадикторно со она како вие станавте успешен бизнисмен. Ајде да чујам. Колку за појаснување, јас колку што знам, вие работите соработувате со странски компании, каде што нема корупција и со домашни. Ние соработуваме со 200.000 компании, од кои што 1000 се македонски. 1000 се македонски. 1000 се македонски, ама 199.000 се странски. Да, точно. И тука нема простор за корупција, предпоставам и нема бизнисот, тогаш и бизнисот успешен. Па да, а што е тука спорно, не разбирам. Не е спорно ништо. Јас само појаснувам како се станува успешен бизнисмен. Со компетенции. Како се станува успешен бизнисмен во Македонија? Само ако се соработува со странство. Тоа ми е Добро, можеби. Не, светот е веќе поврзан. Види, Александар, ние сите сме сега поврзани. 4 милиарди луѓе се онлайн сега во моментот. Ако сега ние размислуваме на локален бизнис, не сме се апдейтирале, не сме сватили каде отиден светот. Светот е одамна едно големо село. И зашто, ако јас не размислувам на големо, не сум бизнисмен, гранапчија сум. Да. Бизнисмен денешно време е оној кој што размислува на пазар од 7 милиарди луѓе. Јас така размислувам. И сега ќе вратам. Но даноците да си ги плаќа во својата држава. Затоа живеам во Македонија. И јас сум еден од поголемите, можеби и најголемите плаќачи на персонален данок во државата. И се гордеам со тоа. И целта ми е да бидам најголем плаќач, горд плаќач на персонал. Иако ова влада не ја поддржам. Иако и претходната влада ја критикував многу. Но данокот треба да се плати. Иначе немам право да критикувам. А ако си го плаќаш данокот, ако данок плаќаш персонален поголем од премиерот актуелен, имаш право да критикуваш. Оти ти твоето си го дал. Ние погрешно сме насадени со мајндсет, со начин на размислување, кога викаме права и обврски. Не, Александар. Обврски и права функционира во светот. Прво обврската. Прво што си дал ти за државата. Што си направил, че немаш право ништо да бараш. А ние обратно мислиме, се некој чекаме нешто да ни даде, а ние не сме. Ние си ги користиме правата, кога дојде обврските, тоа сите сме така е. Штрафта. Да ве прашам и сега што е поважно. Затоа ве враќам назад на првото прашање. Пописот или справувањето со корупцијата? За бизнисот. Сите го знаат одговорот на тоа. Ама изгледа премиерот не го знае. Тој вели дека нема потреба ние да се справуваме со корупцијата. Гледаме Прво не сум чул таква изјава, Еве ќе ви кажам каде е неговата изјава. Имаме поставено вице-премиер за справување за борба со корупција и криминал. А тој што брои води, колку води? И тој брои вода и фаќа една вода испив и едно кафе да се пријавам. Имено. Тоа ли е борба против корупција или нема врската? Ова е демагогија. Значи прво и основно, не знам дали премиерот дал таква изјава, од која чув дека тоа што го вети, дека националниот консензус нема да го смени, оти го држи паметот, а го смени, ни една изјава веќе јас негова не слушам. Оти во економијата можете еднаш да излажете. Во политиката очигледно колку повеќе лажете, очигледно овој народ сака да биде лажен. Меѓутоа во бизнисот тоа го нема. И што правиме ние во бизнисот? Најскапа работа во бизнисот е довербата. Така да не го следам веќе, не му ги слушам изјавите, но ако кажал дека пописот е поважен од борба против корупција, ако навистина кажал такво нешто, тогаш тој човек не смее да биде премиер една секунда. Ако кажал, не верувам дека кажал такво нешто. Јас да си кажам. Пописот. Јас ги коментирав постапките него. Не знам. Значи затоа кажам не верувам дека кажал такво нешто. Јас да споредам, ако е овде пописот, а овде е борбата против корупцијата. 1000 години не би спровел попис,
стално попусни дај. Ама борба против корупцијата веднаш сега по приоритет, ништо друго не ме интересира. Само тоа е приоритет. Корупцијата е како рак рана. Тоа знаете ли како е? Ако јас имам зафатен метастаза во организмот рак на секаде, и сега докторот да каже, Зоран, ќе те лечиме, ама прво да ти направиме колку тежиш, колку си висок, прво да ти измериме, не знам, перформанси, кој си, шо си, од кај си, попис да ти направиме, па потоа ќе те лечиме. Тоа има врска тоа? Тоа нема веза. И сега, што повеќе да разговараме за тоа? Тоа е неспоредливо. Борбата против корупцијата е веднаш и сега. Коруптивен е пописот. Како да ви кажам? Затоа го игнорирам. Иначе, си правам штета на моето семејство и на моите деца. Јас можам да кажам колку сакам дека ми е мил премиер овој, премиер оној. Лажам. Најмили ми се децата и жена ми, бе. Моето семејство. И се што наштетува на средината во која што живее моето семејство. Абе, прво го игнорирам и потоа креирам нова вредност. Па нема тука авторитети. До кога ние како граѓани на Република Македонија ќе се плашиме од октруирани авторитети? Па тој не е авторитет, тој е поставен. Денеска е таму, утре секој кој што фотелјата го краси како авторитет е лажен авторитет. Авторитет е оној кој што ќе седне на било која фотелја, па фотелјата добива на значај. А не обратно, кога фотелјата те прави нешто. Колку изротираа премиери? Така? Ги заборавивме пола од нив. И сега зошто ние да не си ја кажеме вистината? Ако вистината ја зборуваме, секогаш и секаде, не може да не успееме како држава и како народ. Но ако самите се лажеме, па милион Европи да не подржуваат, ние нема да Ти успееме. кажеме банален пример на себе залажување. Тоа беше последниве пред 3-4 дена. Премиерот Заев отиде на отварање односно на презентација на возило за чистење на улици на хидроген. И таму екс вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев објаснуваше дека тоа возило е прво такво возило во светот. Но оно што заборави да го каже, или намерно не го каже, е дека тоа возило не е воопшто направено во Брако, односно не е измислено во Брако, ниту Брако се неговите ги нема авторските права врз тоа возило. Тоа возило е само по лиценца се прави во Брако. Од лиценца од Energy Vehicles. Ако е тоа така, холандска фирма, тоа е сигурно така. ако е тоа така, тоа е исто као Лон текстилот во Источна Македонија. Да, но зошто се презентира како еве ние извезуваме готов производ кога практично лонг систем е тоа? Вака, не знам, немам податоци. Ако е така, или се надеваат дека народот не разбира, па прават обичен пиар ефект, или самите се залажуваат. Овде сакам да потенцирам една работа. Јас лично Кочо Ангјушев како претприемач го ценам. Меѓутоа не го ценам воопшто како политичар. Ама воопшто. Па меѓу другото, ова е погрешна политичка одлука и на Кочо Ангјушев и на Зоран Заев. Да, меѓутоа, ако е тоа така, ова е исто како да се фалиме со лон работа, каде што извезуваме работна рака ефтина во текстилот. Ако е така. Така е сигурно, да. Да, тогаш не е за фалење Проверено. воопшто. Тогаш не е за фалење тоа. Тоа е убаво, меѓутоа не е за фалење. Тоа не е успех. Замислите до каде одеше тој пиар. И тоа внимавајте, ако тоа премиер го прави, па дури и да е така, па не би одел од се што прави премиерот. Тоа треба да биде нешто што е највредно во општеството. Инаку не би го правил премиер. Ние се доведовме во ситуација премиер Лонг систем да промовира чешма у некое село да отвара, не знам так. Не сме свесни дека на тој начин го девалвираме целокупниот систем. Замислите сега Ангела Меркел да влезе во некоја чистачка на метла, дури и да е автентичен германски производ. Дали Ангела Меркел ќе го направи тоа? Па не, би влегла во Мајбах, а не у... Ама и во Мајбах дури не влегува. Зошто? Оти Ангела Меркел има поставено многу високи критериуми на вредности и високи цели во една економија. Еве нешто што не го знае јавноста, а што е поврзано со мојот бизнис. Октомври и ноември 2019 година германската влада донесе 10 годишна стратегија на чело со Министерството за економија на Германија за токенизација на целокупната германска економија, каде што наместо класични акции, целата германска економија ќе оди со токени, ги предвидува крипто темите. Дури и таму на таква, пази, они беа прва земја во светот што ја токенизира економијата. Стратегијата е до 2030
Сите акции да се токенизирани. Дури и таму, прес конференција одржа министерот за економија. Не се појави Ангела Меркел. Ќе зборуваме за А ова е комплетен пресврт, ова е историја во светската економија. Први направија, лидери се, па не излезе Меркел. Тоа е кога имате систем, тоа е кога имате високи критериуми на вредности, високи стандарди. Вака ме деморализира мене премиерот кога му е успех Метларк. по лонг систем. Па и тоа ако е па по лон систем, јас сега веќе почнам да се прашам дали не сум па јас сега будала што се уште живеам во таква средина. Ама целта ми е да го дигнеме критериумот на вредности на граѓаните. Оти ако не ги дигнеме стандардите, ако не ги дигнеме критериумот на вредности, секаков идиот ќе ни се продава како лидер и како политичар. Околу корупцијата ќе задржам уште малку. Имаме информација, имаме објавен текст. Помеѓу 21 и 23 март оваа година во Македонија присутен беше еден од најеминентните истражители за корупција во светот, експерт на Светска банка и на ОЕСД. Присуствувал во Македонија, има неколку теми разработено и најавено истрага во врска со Евростандард банка, Комерцијална банка, неколку компании низ Македонија. И таа средба се крие во Македонија, бидејќи пораката која што ја испратил господинот Драго Кос е истражителот, била дека доколку вака продолжи Македонија да се однесува во однос на несправување со корупција, Македонија може да се соочи со многу негативни последици од страна на меѓународните трговски и финансиски партнери, меѓу кои што не се исклучува како крајна можност да речеме, не се исклучува ниту ембарго врз Македонија додека не се среди ситуацијата. И каде оди Македонија ако се крие ваква средба? Бидејќи криење на ваква средба значи дека не сме подготвени да се справуваме со корупција. Вака, јас лично многу верувам дека се случила таква средба. И дури мислам дека тоа не е единствена таква средба. Не, сигурно е таа средба. Да, верувам. Зошто? Затоа што внимавајте, Македонија оддамна има економски релации со Европска унија. Македонија економски е во Европска унија. Не и е. Да. Ние може да извезуваме во Европска унија комплетно без проблем. Нормално е дека Европска унија ќе сака да се заштити. Тоа е ако вие имате во еден исти компјутер програм кој што има вирус, па нормално дека ќе сакате ембарго да му ставите. Нормално дека ќе сакате да го ако веќе не можете да го делит да му направите, ако немате таква можност, нормално дека ќе мора да се спречи. Јас верувам дека тоа интензивно Европа го прави нон-стоп. И ако не се лажам, тоа е човекот кој ќе открие аферата со Санадер. Ако не се точно. Па сега, ако они на Хрватска тоа го направија, замислете колку повеќе ќе го направат на Македонија. Затоа јас апелирам до било кој политичар. Мементо мори, да се сетат дека се смртни, да се сетат дека не се вечни, да се сетат дека животот е тркало, да се сетат дека се листопадни. Они не прават само штета на народот. Народот ќе преживел турско, преживел јаничари, ќе преживее секаква лоша политика. Прашањето е која карма тие си ја наведуваат. И нека се прашат каде е Санадер. Сетете се дека Санадер дојде како огромен авторитет, балкански авторитет, како премиер. А видите како заврши. И еве Хрватска се уште економски се санира од тоа. Хрватска е една од најсиромашните, за мене неверојатен факт. Во Европа. Да. Во Европа. Замислите какви потенцијали има Хрватска. Погледнете каква е најубавото море на планетата го има Хрватска. Најголемиот потенцијал во туризам што е директен нето прилив, тоа што на Македонија е проблем, на Хрватска е предност. И пак е сиромашна, но ќе преживее. Но каде е Санадер? Каде се децата на Санадер? Името Санадер веќе што значи? Зошто не размислуваме за тоа? Легаси, оставштина. Србите имате на убав збор задужбина. Па зошто не размислуваме ние као семејства, као поединци, као Зоран, као Александар? Не, Санадер веќе името Санадер веќе асоциација за криминал. Па за криминал. Замислете се, не би сакал да е така. Јас со Зоран Заев се знам со години. Не би сакал да е така. Ние во Струмица дружевме. Не би сакал Заеви да бидат синоним за... И никој, не само Заев, ниту едно македонско семејство. Особено некој што бил на извршна позиција. Затоа да размислуваме малце дека животот се ние мислиме, имаме илузија ако нешто кривина фатиме што викаме нели народно, дека кармата, нивелацијата, балансот во светот си постојат. Не знам зошто не веруваме во тоа. Кога толку лекции требаш до сега за овие 30 години да научиме. Така да, јас верувам дека допрва ќе имаме ние ригорозни мерки
по однос на борбата со криминал. Околу вртењето на кругот и околу разбирањето дека не е се вечно и дека некогаш ќе се сврти тркалото, па некој ќе зависи од некој друг. Морам да ве прашам околу ситуацијата, околу онаа, сигурно сте запознати со ситуацијата во врска со вашиот колега, бизнисмен Орце Камчев, и неговото притварање, и тоа без проведување на никакви соодветни мерки с кои што би упатилен кон притвор, туку тоа е со една службена белешка, влегуваш во притвор и тоа е тоа. Колега бизнисмен, велам заради тоа што вработува 3000 луѓе, некаде околу 1.000.000 евра актива. Тоа е сериозен бизнисмен кој што де факто може да наштети на македонската економија. Постапките против него би ја ставиле македонската економија во ризик. Ова е многу сериозна тема сега што отварате. Меѓутоа политичкиот пиар во Македонија покажа дека секогаш кога ќе удриме против успешните, кога имаме армија сиромашен и изфрустриран народ, привремено се добиваат поени. И политичарите секогаш паѓаат на таа ефтина замка. Човек кој што направил таков капитал со години наназад, човек кој што прв пат ги дигна стандардите во здравството, знам како влезе во ЗКП и така натаму. Јас лично ќе ви кажам кога почнав особено да го почитувам тој човек. Јас донесов швајцарски банкари во Стопанска банка Битола и бевме договорени да тие швајцарски банкари за многу висока цена ја купат Стопанска банка Битола. И направивме пакет од над 51% од акционерите, кои што швајцарците требаше да го купат. Не знам дали смеам тоа да го кажам, по име нема да го кажам, еден од битолчаните кој што беше еден од главните акционери, живее во Америка сега, го организираше и го направи тоа. И швајцарците требаше да дојдат овде и да влезат. Еве како не надитри интелигентно, легално Орце Камчев. Во меѓувреме он не влегуваш, а сакаше да ја купи Стопанска банка Битола. Пред нос ни ја зеде. Што направи? Влезе во ЗКП, кај што има акции, а ЗКП е беше во пакетот на над 51% акционери за продажба. И го растори пакетот. И без денар да даде во Стопанска банка, ние не успеавме да ја купиме. Само можам да кажам од аспект на странски директни инвестиции, Македонија изгуби неколку десетици милиони швајцарски франци нето прилив во државата кои што требаше да отидат реално кај акционерите. Меѓутоа човекот што направи? На многу интелигентен и легален начин, и јас му симнав капа за тоа. Иако јас лично како Зоран Ветанов тука не изгубив пари, изгубив можност за заработка, бидејќи требаше и јас да бидам дел од тоа. На многу интелигентен начин, кој што дури ни на швајцарците не им текна да се заштитат преку ЗКП, влегувајќи внатре, легално, како нов собственик на ЗКП, го повлече пакетот и сега он доби банка без денар да даде. Сега, таков човек, кој што на легален начин успеа да направи таков бизнис, и така лесно и ноншалантно, кој што е официјално по Forbes, пазите, Forbes легалните пари ги гледа. Forbes не може да ги види нелегалните пари и не сака да ги види нелегалните пари. По Forbes, он е најбогатиот бизнисмен во државата. Барем јас така знам. Да. И сега, ако по Forbes е најпознат бизнисмен, замисли сега Forbes што мисли за Република Македонија, која ќе слушне од адвокатот негов, тоа јас го чув економија, кажав моје лично искуство со него, иако и во мојот бизнис сме партнери и со Систина и со неколку други негови фирми, но тоа е друга приказна. Лично не се познавам. Не сме се запознали со човекот, но го респектирам заради тој момент. Се замислите Forbes како гледа, ако најбогатиот македонски бизнисмен со легален капитал најбогат. Му го гасат, му го палат светлото и во 2 квадрата го држат во истражен. Пази, истражен, он не е осуден. Да. Па и постои медиумска кампања која што го судува предходно. Сега вака да ви кажам. Ако тоа го дознал Forbes, па секој што планира да инвестира во Македонија, мислите дека тоа нема да го дознае? Па нели пописот е побитен за инвеститори. Сега внимавајте. Па зарем тоа не ни прави штета на сите и на луѓето што се сега на власт? Па сега во луѓето што се на власт има луѓе кои што привлекуваат странски директни инвестиции. Експертите Љубе Бошковски, Артан Груби, Самка Ибраимовски. Па на нив им прави штета
Оти таман договориле некоја сделка Да. да дојде странски инвеститор и тие ќе му кажат на господин Любојски, убаво што ни го објаснивте стапката на рентабилност, убаво што ни објаснивте нето повратот, прагот. Меѓутоа еве страф ни е да влегуваме, гледате што им правите на бизнисмени. И ги ставаме во незгодна ситуација и Самка Ибримовски, и Љубе Бошковски, и Артем Нема да Груби. ми замерите што се смеам кога ќе го кажете. Не знам зашто се смеете, они се јас кога плаќам данок. Мајки го Љубе Бошковски и Самка Ибраимовски. Па тие се тие. тие ни се нашите колеги. Од јас приватно привлекувам странски директни инвестиции. Јас долги години работев mergent acquisition. Превземање и спојување на компании со странски компании. Јас бев овластен лиценциран представник на FCI Fischer, која што е најголема M&A компанија во Германија. И тие ги сметам за колеги. Љубе Бошковски, Самка Ибримовски, бидејќи по функција ми се колеги, баш ги данок им плаќам на нив. Така да сега ги жалам. Они таман донеле некоја странска инвестиција. Тука на граница Google застана. Тоа е Никога да влезе. Да, чекаат попис. Да не е трагично, е смешно, ама ичне е смешно. Ичне е Добро, смешно. трагедијата, веројатно емоциите помеѓу плачење и смеење се Најголема слични. трагедија е што ние како македонци не учиме лекцијата. И голтаме се. Као да имаме расипан желудник. Па се што ќе ни се сервира, ние го конзумираме. Не, господин Витанов, вие сега пред малку кажавте дека кај нас се спуштени стандардите. Кај нас се вози една приказка на едни ниски страсти, на еден инает, на еден дај да му направиме на овој полошо затоа што Знаете ли зошто е тоа така? Не работеле реален бизнис. Апсолутно. Луѓе што работеле реален бизнис, почитуваат секој кој што е во бизнис. Ама бизнисот и криминалот се различни области. Они очигледно го изедначуваат тоа. Апсолутно. И сега додека ние не поставим, кажете ми кој реален бизнис го работел Артан Груби? Кој реален бизнис го работел Али Ахмети? Кој реален бизнис го работеле министрите на Али Ахмети? Али Ахмети има реален. Нема реален бизнис. Војната не е бизнис. Не војната. Јас зборувам за реален бизнис. Али Ахмети, јас знам дека има стадо на овци во Кичевско и Се сомнам дека е него. Он дојде као увоз од Швајцарија, а знаеме дека таму имал диагноза, параноиден шизофреничар. Не може човек кој што има параноидна шизофренија да води бизнис. Оти не може да створиш доверба. Сериозен сум, ви кажувам. Параноидна шизофренија се сомнева во секој. Барем тоа е, јас колку што сум читал. да, има информации такви точно посојано. Па, не, таа информација излезе уште 2000 година. 2000 година. И мене ми беше личен пријател Стефан Нелен, за кој што е Стефан Нелен, можеби сте го заборавиле, 2000-2001 година беше амбасадор на Швајцарија во Република Македонија. Јас влегов по предлог на Стефан Нелен во економскиот план за економскиот развој на Швајцарија за 2002-2007 година, по негов предлог. И Стефан Нелен ми ги кажа податоците, бидејќи он беше наш увоз, Али Ахмети беше наш увоз од Швајцарија во... Значи, не зборам на памет. Проверете, изгуглите кој беше амбасадор на Република Македонија од Швајцарија тогаш. Мој добар пријател. 3 пати бев во Швајцарија со него на тие теми. Уште ми стојат документите, предлозите за развојот на швајцарската економија и така натаму. Тоа си го сметам за едно од најголемите комплименти во моето CV. Тогаш јас имав 30 години. Кога и баш Стефан Нелен ми каже дека немале толку млад човек пази, они интернационални експерти ангажираат. Малци и тоа ме охрабри потоа јас да почнам меѓународни бизнис. Така да од таму ги знам тие информации, не зборам на памет. Сега кога тие луѓе ни водат економија, каква економија очекуваме ние? И зошто јас зборев со Заев кога му кажав да не прави коалиција со Ахмети. Зборев и со Груевски, јас така ја напуштив. Јас ја напуштив политиката кога Никола Груевски направи коалиција со Али Ахмети. Април 2008 година. Јас Груевски од мен имаше максимална подршка како економист и се уште има максимална подршка како економист. Но не може мен да ми биде партнер Али Ахмети. Не може од проста причина што тој не разбира економија. А не сега, кога двата економски ресори ги води тој. И сега ние се правиме на 3,5 и чекаме економијата да се оправи. Кој да ја оправи економијата? Како се вика министерот за економија? Бесими. Не, за економија. За економија. Бесими го знам. Веќе не ни се сеќавам. Па никој не го знае. Точно. И сега како бе човек? Бесими го знаеме, бил у политиката ако не во економијата. А министерот за економија не го знаеме. И он е поставен таму про форма. Никој не му побарал CV на тој човек. Зошто не си и кажеме тие работи? И зошто сега кога сме СДС во опозиција, дуи знаеме каков е. Кога ќе дојде СДС на власт, и истите СДС-овци,
Сега дуе добар е таков како што е. Зошто? Оти личниот интерес привремен, оти тейкерството, да земеш, а не да дадеш, не води. Јавна функција значи да даваш, да служиш. Министар на латински значи слуга. Ние основните работи ги забораваме, човек. Мислите дека Македонија се движи кон се посигурно сценарио на банкрот, на она грчко сценарио да кажем? Да, тоа е известно. Валутен борд ќе биде крајниот исход на Македонија и тоа е јасно. Меѓутоа не мора да значи. Ако ние, јас сум се уште оптимист. Пазите, ако не сум оптимист, прво, нема да бидам во емисија за економија и второ, нема моите 3 деца да живеат во држава кај што не сум оптимист. Јас сум оптимист, голем оптимист за Македонија. Јас верувам дека сега граѓаните на Република Македонија учат лекции. Кога викам сега, мислам на 30 години. 30 години е сега. Да, учиме 30 години лекции, ама кога тогаш ќе ги научиме? Ако една генерација не ги научи, ги научи другата генерација. Секогаш од трулото излегува новиот плод. Ама јас сум оптимист. Учиме лекции. И веќе ги научивме. Дотворам нова тема. Интересно е, претходно го споменавте, сте имале состанок со, ако не се лажам, со гувернерката Бежовска, на која што сте дискутирале покрај останатото и за криптовалутите. Криптовалутите се тема која што во Македонија се некако се збори, се шепоти околу криптовалути, забранети се, не беше само тоа не беше темата. Темата беше законски регулативи во Република Македонија. Едноставно, македонскиот закон предвидел, фала Богу, од 2019 се донесе закон, фала Богу, после толку притисоци, да може македонците да инвестираат на берзи надвор од Република Македонија. Меѓутоа, внимавајте, законот нема предвидено македонец, државјанин на Република Македонија, да биде основач на акционерско друштво, да прави свој проспектус на фирма надвор од Република Македонија. Тоа значи ние можеме да бидеме следбеници, измеќари, робови, вработени, но законот не предвидел да креираме економии надвор од Македонија. Значи законот не предвидел ние како македонци да можеме да бидеме инвеститори. И сега јас као Зоран Витанов наидов на тој проблем, не можев да си уплатам мои средства кај што влегов во Founder Circle на една многу интересна фирма што се занимава со тоа е Crypto Exchange и побарав средба и морам јавно да ја пофалам, не само неа, целиот неизин тим ми одговорија веднаш, ме прими во целиот неизин тим, сите што беа, дури 6 души беа на состанокот, сите беа релевантни и затоа јавно и се заблагодарам, иако и неизе лично се заблагодарив. Меѓутоа, жално е како ние како мајндсет, како политика, не сме предвиделе такво нешто. А стана темата и криптовалути. И да, тоа е многу осетлива тема. Македонија повторно е, и јас и кога зборев за токенизација на германската економија, пак индиректно таа е темата и тука Македонија многу заостанува, ама што мене ме радува и што ме прави оптимист? Огромен број на млади фриленсери, поединци кои што се надвор од општествените текови, кои што не ни знаат кој им е премиер, прават многу сериозни пари, најчесто на легален начин, но многу често на полулегален затоа што законот не предвидел, а не затоа што не сакат да бидат легални, прават многу големи пари и се позиционират на светско ниво и допрва такви луѓе во Македонија ќе прават приливи и ќе плаќаат големи персонални даноци во Република Македонија. Една од причините што ме прави оптимист е сега со криптовалутите, со блокчейн технологијата. Тоа е уствари НЗС-то кој што е заедничко. Блокчейн технологијата, многу луѓе ќе прават огромни пари без капитал. Само со позиционирање и со знаење. Не ми е јасна, мене никогаш не ми бил јасен анимозитетот на централните банки кон на Централната банка во Македонија, потоа и на гувернерите кои што се одговорни за монетарната политика, анимозитетот кон блокчейн технологијата и кон Па треба да ви биде, логично е зашто. Вака сега. Добро, сега околу губењето на нивните ингеренции и намалувањето на нивната моќ, тоа ми е јасно. Но ако збориме за просперитет на државата, ќе следиме Германија, ќе следиме Кина, која воведува дигитален, иако не е блокчейн, е дигитализирање, токенизирање на економија. Така, не знам дали знаете, Binance, кој што е кинески што прави, 200 милиарди евра прави нето обрат на ден, а 1% има провизии. 2 милиарди евра на ден заработуваат. Не знам дали ви и тоа е приватна фирма. Не знам дали ви се јасни, а пазите, не треба ништо освен знаење, не треба инвестиција освен знаење. И па причината зашто отидов јас таму беше тоа уствари.
група инвеститори од светот, меѓу кои што сум и јас и многу македонци, над 1000 македонци, влеговме во тој проект. Го регистриравме нормално во Луксембург, затоа што и Европската унија е инертна кога парламентите треба да ги донесат тие закони, но видите колку е интелигентна. Поставува услов и вика, окей, најбрзо можеме во Лихтенштеин и во Луксембург да ги смениме законите поради малите и брзи ефикасни парламенти, го прават тоа и Лагард од Европска централна банка наложува таму да се регистрираат тие фирми и Европа пак е лидер и пак е тоа по предлог на германската влада. Ние можеме тие примери да ги следиме, ама не ги следиме и не икеме да учиме. Тоа што мене ми се допадна, морам јавно да ја пофалам Бежовска, е што кажа Зоране, и ние се уште учиме. И брзо кога се заблагодарив, се изненадив колку брзо изреагира жената, брзо реагираме, викао ти сакаме да научиме. И тоа е, еве ви кажам, позитивен. Имаше еден проект, ако не се лажам, претходната влада на ВМРО ДПМН на Никола Груевски имаше еден проект за Никола Груевски беше многу заинтересиран. Технолошка развојна зона кај касарната Илинден, која требаше да биде duty free, Он беше со сопствени закони, со сопствена економска политика. Немам детали околу тоа, но знам дека он беше многу заинтересиран и беше еден од тие кои што сакаше Македонија да го искористи тој нов срвс кој што пак е потенцирам. Не треба капитал, треба само знаење. Многу поединци направија стотици милиони евра во светот. Не зборам за тргување на купи биткоин па продај го поскапо, надевај се на растот. Тоа е за мене коцка. Чиста коцка, као и секоја акција. Не, зборам за воспоставување на систем каде што ќе се врши тргувањето. Значи не зборам да се коцкаме во коцкарниците, туку да направиме места каде што другите луѓе ќе тргуваат, криптоменувачници, многу едноставно. И претходната влада имаше тука многу интересен проект, меѓутоа јас лично тогаш бев преокупиран со мојот бизнис, не следев до крај. Ова сега влада не ни знае што е тоа. И тоа е многу голема трагедија, многу голема трагедија. И овде нема врска со политичка определба. Ова има врска да се фати бранот, да се срфа на тој бран. Во Словенија, не знам колку сте информирани, Bitstamp беше словенечка криптоменувачница. Лично се знам со човекот, се запознавме во Словенски Коњице во Марибор, од јас таму држев предавање, што е исто трагедија. Во Македонија немаше кој да чуе, во Словенија ме бара, па таму 4-5 предавања одржав во Словенски. Се запознав со човекот, он го продаде тоа, па са ја заборив цифрата, мислам дека беше 800 милиони евра на јужнокорејци им продаде менувачницата. И веројатно тоа е сега најбогатиот словенец во светот. Поединец направи криптоменувач. Bitstamp и таа се уште постои. И сега, верувајте ми, тоа може да го направат 15 македонци кои што имат малце поголема визија и храброст. Но нема инфраструктурна, немаме законска поддршка. И знаете јас како ги платив на крај тие пари? Пазите, со легален проспектус. Бидејќи брзо мора да се реагира. Има рок кога ти можеш инсентив прайс да добиеш привилегирана цена како оснивач. Ако не, потоа мора и ти на берза да си ги купуваш акциите. До капитализација ако правиш. Знаете како? Преку роднини во Швајцарија ми уплаќаа. Мои роднини во Швајцарија ги замолив кога се вратат ги и пазете сега трагедија. Ми уплатија луѓе, јас са им ги враќам парите по 2500 евра месечно, оти по нашиот закон јас не можам легално, од легална сметка, со легално потекло, што сум платил персонален данок, да можам да си ги вратам долгот во Швајцарија. И викам, тоа беше и муабетот со гувернерката ми. Дали сакате сега јас со комбе по такси во кеш да праќам во Швајцарија на роднини да си вратам парите? Па замислите кога ќе успее таа менувачница. И замислите кога ќе плаќаме персонален, кога ќе не прашат. И како успеавте по комбе во Швајцарија ги враќавме? Дали ме разбирате во која парадоксална ситуација сме донесли? И сега ние немаме во владата немаме, во монетарната политика имаме соговорници. Во владата ние немаме соговорници на таа тема. А не разборам за токенизација на алкалоид. Не, вие видите, во владата имаме човек кој што е премиер и кој што беше жртва на пранкери по телефон. И околу технологија на премиерот и под негово познавање со технологија толку. Мислам, тоа е кажува се што треба да биде кажано. Што да ви кажам? Каде да гледаме? Каде да гледаме иднината? Иднината е не гласајте за партии каде што припадноста им е пред компетенциите. Не гласајте за партии каде што за министер ќе постават наше дете, оти е наше, а не компетентен, ама нема да не... Да, единствената компетентност е наше дете. Па се додека припадноста. Не знам, по клуч ние, па и пописот ни треба заради припадност. Нели гледате дека борбата, зошто отиде Артан Груби кај Рама? За стандардите на албанскиот попис да го спроведува или припадноста да им биде клуч? Што се лажеме овде? Ама и албанците и македонците, кои што се еснафи,
Знаат дека компетенцијата е таа која што е важна. Ако сакаме ние вистина идина за нашите деца, не треба припадности да гледам. Мене уопште не ме е гајле ти што си по припадност, по било која припадност. Етничка, верска, полова, старосна, регионална, територијална, убедување, сексуална, што сакаш биде бе човек. Или си компетентен или не си. Зошто не залажуваат по припадност? Оти се некомпетентни. Ако се компетентни, ќе одат на бизнисот. Јас бев во политика, сам излегов, не иќам повеќе да сум. Не се ова веќе мои принципи, не се одвесува со мојата животна филозофија. Види дали премиерот има животна филозофија прво и основно. Нема. Дали знаете јас што прави во последните 10 години? Читав биографии на Џон Пол Гети, на Рокфелер, на Дейл Карнеги, на Наполеон Хил. Ги студирав нивните животни филозофии. Па не се успева во животот без филозофија. Не се излегува на меѓународен пазар без животна филозофија. Без компетенции, без знаење, без конкурентност. Кој си ти таму? Без да створиш нова вредност, не можеш да дадеш нова вредност. Ние не разговараме за нови вредности, ние разговараме да земеме тоа што е вредно. И сега се распродадовме, земјиштето, голото земјиште ни остана, сега и тоа сакаме да го распродаеме. Сакаме да грабнеме, не икаме да дадеме. И затоа излегувам за економија зборам, затоа едуцирам, правам бесплатни обуки, правам вебинари, YouTube канал си направив, да го едуцираме веќе, да сватат луѓето дека мора да направат критериум на вредност. По припадности, некомпетентните ни делат. Па од кога постои староримската раздели па владеј? Па припадностите разделуваат. Компетенциите интегрираат. Прашите било кој бизнисмен во Македонија. Дали го интересира етничката припадност на деловниот партнер, на клиентот, на добавувачот. Не ни знае со која етничка припадност има работа. Која верска, ништо нема врска. Или се компетентни. Зошто Америка стана најмоќна економска сила од 1910 до 1980? Заради тоа што никој не ги интересираше припадност. Сите сме, вика, исти, само вика некои се покомпетентни од другите. Кој е најкомпетентен, тој ќе. Вика, еден министер од тие од ДУИ вика, мислам дека беше Бисими што е најголема трагедија. Па вика, у Google вика, индиец е, вика, директорот вика и тоа никој не му е гајле. Да, ама индиецот не вика, сега сите индиеци што работите у Google, одете си дома и ќе зимате плата, оти јас сум со вас. Оти утре нема да е, он дојде таму, оти даде нова вредност, оти даде најголема вредност на пазар. И се кога министер за финансии, такви небулози ви тресе. Па амам бе луѓе, до кога ние тоа ќе го толерираме? Ако ни оди арно тие 30 години, ќе толерираме. Ама ако не ни оди арно, абе јас можам било колку да сакам, ама себе се сакам најмногу. И ако мене животот ми е загрозен, а на сите ни е веќе загрозен живот економски, оти и нас не задолжуваат, сите нас задолжуваат. Па дајте да свртиме нов лист. Не само што не задолжуваат, Македонија влегува во една процедура на зголемување на инфлација, односно намалување Тоа е неминовно. Да. Од намалување на приходи, зголемување. Друга приказна е, не сакам да ја отварам таа тема, ама денарот е преценет. Тоа е многу страшно. Па не само што е преценет, се зголемува цената на основни продукти. Еве го поседене маслото за јадење. Да, а денарот се уште стои 67,5. 67,5. Тоа што зборува? Збориме денар кон евро, 67. Да. Тоа што зборува? Тоа зборува дека е преценет. Или вештачки А знаете ли тоа што значи? Тоа значи уште по-голем проблем во иднина. Затоа бе луѓе, пазите, економијата не толерира. Не може економија да те толерира. Ако ти не нудиш нова вредност на пазарот, или ќе прифатиш сам да си ја спуштиш цената, или ќе одиш да се едуцираш да станеш по-конкурентен, да се доквалифицираш. Нема толеранција. А ние сакаме нешто, ово е наш, ќе викам, што ќе каже премиерот, јас тоа ќе викам, ќе ми даде некој вработување. Од каде пари? Луѓе, ние требаше на клоци да ги избркаме, тие што седат дома, а зимат плата од држава. А ние викаме се снашли. И потоа викаме, тој е крив, оној е крив. Не бе, ти, дај ми оваа камерата, молам овде. Ти што ме слушаш, ти си крив. Оти го толерираш. И сега има критики, било какви, за ова што го зборуваме, а нема да има критики за овие кои што лебот ти го зимат и од буџетот кои што владеат. Па до кога, бе? Дај да размислиме логички. Да, не е крив премиерот. Ти што ме слушаш си крив. Се додека го толерираш. Додека планираш да излезеш на попис. Додека планираш да се вакцинираш. Додека планираш
да викаш па добро се снашле луѓето. Додека ти е окей Љубе Бошковски да привлекува странски директни инвестиции, додека ти е окей министрот за економија да не му знаеш името, ти си крив. Никој друг. Јас сум родител на 3 деца. Не можам да обвинам друг за моето семејство какво е. Можам да обвинам. Ќе ми биде егото задоволено, а утре пак ќе се разбудам сиромашен. Освен ако сам не кажам чекај, а што јас направив. Тони Робинс е мој ментор. Најмногу ми помогна во економијата, светска економија да ја разберам Тони Робинс. Не ќе да ти кажам колку пари имам дадено во овие години. Се што заработив, во обуки го реинвестирав. Во Тони Робинс најмногу. И он вика вака, се додека мислиш дека немаш ресурси, дека те краде владата, дека не ти чини климата, дека не ти чини државата, дека не ти чинат родителите, дека не ти чини екологијата, соседите, се додека бараш ресурсите околу тебе да се опраат, за ти да се опраиш, ти си сиромашен. Се додека ти не станеш извор на вредност, он вика resourcefulness. Не кои ти се ресурсите, то колку си ти resourceful. Се додека ти не станеш извор на вредност, ти ќе си вечно сиромашен. И затоа да, ние сме си криви таму кај што сме. Оти кога ти имаш извор на вредност, ти креираш. Ама за да имаш извор на вредност, треба да внесеш нова вредност. Да внесеш нова вредност, треба, браче, да си ги засукаш ракавите. Треба да платиш. Мојот втор ментор, се вика Марио Реджа, напиша книга Pay the fucking price. Абе, плати ја таа тит цена. Слободно, дека е без цензура. Не, добро, јас од култура не сакам да го кажам. Сепак сум воспитан така. Може би тоа ми е грешка, ама е. Ама затоа од вистината никош не треба да се цензурира. Па апсолутно заради И тоа. затоа, да. И затоа многу ми се допаѓа вие Инфомакс. Знаете зошто прифатив кога ме покани? Оти прочитав информации без цензура. Да. Тоа ми се допадна најмногу. Еве го гледам таму. Во Македонија цензурата е забранета со устав. Па нормално. И ние не смееме да се само цензурираме или да цензурираме. А знаеш кој се само било цензурира? друг. Се само цензурира тој што се смета за неспособен и некомпетентен. Значи зошто би се само цензурирал? Апсолутно. Тој што се смета за компетентен. Тој е слободен човек. А ние, ако не ја практикуваш, исто Тони Робинс, знаеш што ме научи? Ако не ја практикуваш слободата, не ја заслужуваш. Вика, if you're not use it, you're gonna lose it. Ако не ја користиш, ќе ја изгубиш. И шо ќе ти ако не ја користиш? Ако ти имаш дома некој телевизор што не го користиш, па поарно дај го на некој, зошто да седи дома. Ако имаш слобода, а не ја користиш, ќе ја изгубиш. Ако имаш држава, ама не ја користиш, ама ќе ја изгубиш. Ако имаш нација, ама ако не ја браниш, ама ќе ја изгубиш. Ако имаш идентитет, од кој што сам се откажуваш, ама ќе го изгубиш. Тоа е закон. Тоа е закон како што е закон физиката. Ако ја пуштам часата, ќе падне. Тоа е закон. If you're not use it, you're gonna lose it. А што кажал Бенџамин Франклин? Човекот кој што е татко на американската држава. Ако некој заради слободата, заради сигурноста, се откажува од слободата, неминовно ќе ги изгуби двете. Ние се откажуваме од нашата слобода за да не таласаме, да сме на сигурно. Нели? Што викат у струмица моја, а по крајчето и ти златна средина. Тогаш неминовно вика ги губиш и слободата и сигурност. Бенџамин Франклин. А што е Америка? Зашо ваеше од тој период? Зборам до 80-та веќе и Америка не е тоа. Особено сега со Бајден се источно европеизира Америка, ама тоа е друга Се тема. балканизира. Се балканизира, браво. Се балканизира Америка е И се што го употребуваат и тие. таа животна филозофија мене ме води и ме однесе таму кај што ме однесе. А до пред 10 години јас економски бев обстанував така. За македонски услови успешен, за регионални никој ништо. Од која применив таа филозофија на Тони Робинс, Бенџамин Франклин, Наполеон Хил, Дел Карнеги, да не ги набројувам сите, поглед, значи функционира. Ама учев многу, инвестирав многу, работев многу, работев ден и ноќе, повеќе учев отколку што работев. Стекна вредност, па дадо вредност и пазарот тоа го препознал. Воспротивно, ти не заслужуваш. Ние сме овде да даваме, Александр. Ние сме овде ние имаме здравје и енергија и интелект за да помагаме, а не за да крадеме. Не знам како не го разбираме тоа. И ова нема врска со политичка определба. Зборам за закон на физика. Ќе го искористиме вашето знаење во коментар ваш за банкарскиот систем во Македонија. Работите, имате Да, контакти со монета. банкари. Конкретно ме интересира
Последниве, да речам, половина година се соочивме со пропаѓање на една банка, многу контроверзија околу пропаѓањето на таа банка, кој е вмешан, како е вмешан, зашто е вмешан. Имаме од пред неколку дена уште еден скандал, со овој пат со Стопанска банка, во кој што Тоа не сум го тек. Не знам што се случило во Стопанска. како и да е, јас зборувам за генералната слика, банкарска Стопанска, колку што знам, по завршните сметки на минатата година е најпрофитабилна во или беше предминатата. предминатата беше, Предминат. да, со Аха. околу морам да ве прашам за вашиот генерален впечаток околу банкарскиот систем во Македонија. Функционира, не функционира? Па, банкарскиот систем во Македонија функционира на тој начин што банките се бели мечки. За да не влегувам во стручна расправа, за да ме сватат граѓаните, сите бизниси во Република Македонија трпеа, освен банкарските, од ковидот. На банкарите им беше овозможено да си ги наплатат каматите. А банкарите се продаваа во јавноста со еден перфектен пиар, отисрфат многу на незнаењето на обичните граѓани, и они викат вака, ние вика, престанавме да ја наплаќаме основицата. Да, ама ти кога ја продаваш основица, колку подолго ја продаваш основицата, толку подолго наплаќаш кирија на таа основица. Ти знаеш што е каматата? Кирија на парите што ги дават. Па ако јас киријата ја наплаќам, како сум оштетен као сопственик? Никако. Само што сум ти овозможил наместо 6 месеци, старо да го користиш уште 6 месеци. Па основната цел на мене како човек кој што изнајмува станови е да ги изнајмувам. И целиот закон, пазите, еве за банките уште едно, тоа го разбра граѓаните. Банка може без образложение да престане да функционира со Инфомакс. И пред никој не одговара банка. Ако е Инфомакс, како се вика легалното, правното лице, Инфомакс ли се вика тоа? Како се вика? Центар за истражување и анализа. Тоа е правно лице, така? Имате жиросметка. Има. Банките можат без образложение да кажат од утре одлучивме да не соработуваме со вас и вие нема да имате жиросметка кај нас. И замисли да се договорат сите банки тоа да го направат. Тоа уставно ли е? Тоа го можат и тоа законот го овозможува. Што повеќе да зборам за банкарскиот систем во Македонија? И кој ќе ги контролира банките? Има се погласни шпекулации. Тоа не е во Македонија. Веќе е влезено и во се черпи во депозитите на граѓаните. Види, тоа не е само во Македонија. Банкарскиот систем на светско ниво, јас од кој имав прилика да комуницирам повеќе со Европска централна банка, осознав многу работи. Не знам дали знаете дека ние не сме собственик на Централната банка на Република Македонија. И се што повеќе така. Не знам дали знаете дека државјаните на Соединетите американски држави не се собственици на федералните резерви. Па името се вика федерални резерви, а тоа не е собственост на граѓаните на Соединетите американски држави. Тоа се многу поддлабока е, тоа е веќе глобална тема, кој што владата на Република Македонија и нема ингеренции, бидејќи знаете дека монетарната политика пак е одвоена. Токму затоа гувернер се бира на 7 години, и тоа е добро што е така, за да не зависи од дневните политики на владите кои се менуваат максимално на 4 години. И мислам дека доволно ги објаснивме сите аномалии кои што се случуваат во држава, од корупција преку банки, преку немање потенцијал, преку непокажување само Потенцијал има. Немање потенцијал кај политичките елити за таму нема. Нешто. Ајде да се дообјаснам. Гледате излез од криза, гледате. Да, јас кажав ја. Еве да ни наброите неколку најкраткорочни чекори кои што на краток рок барем би не извадиле од оваа криза. Збориме за економски или политичка криза? Економски. За економска криза ние мораме да го поттикнеме предпремништвото. Се додека не го поттикнеме, прво и основно, еден податок, државата е многу скапа. Премногу скапа. Ние имаме денеска да отпуштиме 50.000 луѓе кои што земат плата од буџетот. Не само што ништо нема да почувствуваме дека се намали квалитетот на услугите што ги нуди државата, туку напротив, ако тие пари ги вложиме во предпремништвото, уште повеќе ќе направи ефект на мултипликација и акселерација, бидејќи предприемачите креираат, буџетарите трошат од креираното. Се додека партиите се децата, мали монструмчиња што ја јадат мајката, ние не можеме да имаме економија. И уште нешто. Се додека на парламентарни избори во законодавниот дом се бират листи, а не поединци,
ние не можеме да се ослободиме од паразитите. Оти се додека во политичкиот систем се бират листи, полтроните се на цена, а не луѓето со интегритет. Се додека не се вратиме на мнозинскиот модел, каде што директно народот поединец го брат. Александар и Зоран ќе излезат на ТВ дуел као кандидати за пратеници во општина, не знам која општина си ти, јас сум у Карпуш. Георги Петров. Не битно е. Ќе излеземе на па да, може би таа изборна единица иста е, не знам. Иста. Ама ние одговараме, Александар го бират и Зоран го бират. А не јас да морам да станам полтрон на едната политичка опција, ти да станеш да се пикнеш на листа и да одговараш пред лидерот. И кога лидерот ќе ти направи национално предаство, кај што скршил консензус за било кое прашање, консензус, тогаш ти бидејќи лидерот те поставил, а не си способен легално да си го вадиш пазарот на пазарни услови, ќе продолжиш да го браниш лидерот иако знаеш дека директно оди против државните, економските, националните интереси. Значи мора да се направи тоа комплетна промена во мајндсетот и на политичкиот систем. Јас сум исклучиво за мнозински модел. Инаку полтроните ќе си владеат како што си и владеат. И ако видовте, Република Македонија токму 98 почна да оди во погрешна насока, па и конфликт стана, па и не успеавме као систем да се одбраниме од тој конфликт. И веќе 2002 кога комплетно се отиде на пропорционален, видите кај отиде Република Македонија. И видите ги сите држави кои што имаат пропорционален модел, дека се заморчиња на глобалната политика. И дека немат никаква независна автохтона политика. Оние држави што имаат мнозински модел, се уште се држави. И се уште економијата е фактор, и се уште политиката е слуга на економијата. Кај што имате пропорционален модел, економијата е слуга на политиката. Сега, како што вие кажавте, лесно е да се извага дали попис или борба против корупцијата, уште полесно е да се извага дали треба економијата да е слуга на политиката или политиката треба да е слуга на економијата. Тоа е уште полесно се вага. Господин Витанов, не навлеговме во корупцијата во судскиот систем. Ако имате коментар... Па, знаете ли, јас не сум правник и не сум многу стручен и да ви кажам, моето искуство со судството, знаеш ли кое е? Еднаш ме викнаа за сведок и уче толку не знам како да работите, а бидејќи порано бев во парламент, имаше една говорница кај што ме повика судијата да сведочам и јас му свртив грб на судијата и се обратив кон публиката. Па ме опомена судијата многу строго и јас не разберав што кај. Го зборувам ова заради тоа што Не, само да ви објаснам. Судството постои во една држава само заради мисијата на правосудството, знаете ли која е? Гарант на собственост. Значи, во секоја држава, јустиција ни треба за да ни гарантира собственост. И ако судството не е гарант на собственост, нема ред и поредок во таа држава. Има насилие, владеат автостопери на вредност, а не владеат креатори на вредност. Ја цитирам Айн Ранд од моето омилено нејзино дело Атлас Шракт, кој што 5 пати го имам прочитан. Кој што тачно зборува во општеството кој треба да ги негуваме, креаторите на вредноста, а кој не. И тука јустиција има главната улога. Таа е гарант на собственост. Вие чувствувате дека собственоста ви е загарантирана? Апсолутно не. Па како може да разговараме за економија? А самото судство, што се случува? Се оградувам од проста причина. Нит сум стручен, ниту... Не, јас го зборував во оценката на граѓаните, перцепцијата на граѓаните дека најкорумпирана институција Тоа и моја, судот. Да, апсолутно се И гледа. сега од тој аспект како може судот да гарантира собственост и како бизнисмените или предприемачите би биле сигурни да инвестираат. Затоа што од една страна ни се тврди дека треба да се попишеме и ќе има бизнис. Само да а не треба да се средат овие сите работи меѓу време. Па затоа кажам 100% сум сигурен дека е спроведена туѓа агенда овде. Пописот е алатка за нечија туѓа агенда за разнебитување на Република Македонија. Немој да бидеме наивни. Зошто сме наивни? Или зошто сакаме да и на што се надеваме? Друг да не го реши проблемот. Па ние треба си да сукаме ракавите. Прво ние треба да констатираме диагноза. Тоа е као болен човек кој шива тешка диагноза, ама се залажува дека и глуми дека ништо не му е. Абе не може. Добриот лек горчи. Големината на луѓето, на успешните луѓе е не да ги избегнуваат проблемите, туку на проблемот директно да го соочи меѓу рогови да го мава. Тоа се успешни луѓе. Мојот друг ментор, Ерик Вори, за кој што исто имам многу пари дадени, многу време потрошен, ми вика: Зоран, obstacle is the way.
најмногу се платени оние и најмногу на пазарот вредат оние што решаваат проблеми. А тој што не решава и ги избегнува проблемите, тој е лузер. Са ние ги знаеме проблемите, а ги избегнува. Знаеме дека немаме судство и викаме ај белки. Ќе нема белки, ние треба да изем. Прво и Еснафот, па кај се самите суди. Јас не верувам дека сите суди се корумпирани. Не, јас имам искуство со многу почесни суди и многу професионални. Да, ама ние, тие се потиснати. Покрај сувото страда и зеленото. Па кај нас исклучокот го прави правило, како се вика, исклучок се честните. Да. Па треба исклучок да се нечестните. Ако сакаме да имаме, оте не може, идеално не постои никаде. Ама кај нас правило е нечестност. А тргнува од судството и од политичкиот систем. Таму е коренот. Системски треба да ги решаваме проблемите, а не инцидентно. Проактивно, а не реактивно. Господин Витанов, ви благодарам на учеството во вечерашното прашање. Ми беше чест. Следно, имавме многу интересен моабет, особено околу овие колегите повикувачи на странски инвестиции. Па тие ми се колеги, јас работев M&A. За крај да заклучам, вие не отварате врата на на попишувачи. Да, јас тоа го игнорирам комплетно. Се што прават нерелевантни луѓе. Ако вака да ве прашам, било која величина, кога ја множите со нула, колку дава? Нула. Па зашто да се множам со нули? Апсолутно. И благодарам на одговор. Мало. Со вас, почитувани гледачи, се гледаме во недела, во тешки моавети со Палчо и со Милош, вторник во 20 часот со неделен брифинг со Сотир Костов. До тогаш останете со здрави и чувајте се. Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пустила, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекохте италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе завам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител вие. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари овдека, ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.